имале прилика, браќа и сестри, кога ќе одите на гости и да ви кажат домаќините седнете кај сакате. Не е тоа прилика за луѓе кои знаат да господарат со своето господството, со својот имот. Тие секогаш треба да имаат на ум каде седи некој почесен гостин, каде седи вториот поред, каде седи третиот поред. Значи, не може било кој каде да седне. Зашто трпезата, видите, и во оваа евангелска перикопа се подготвува не само за да се најадиме и за да се напиеме, туку во трпезата и да поразговараме, ама и да се чуе мислењето на оние луѓе кои имаат првенство во трпезата. Тоа значи не е небитно кој каде ќе седи. Затоа овие зведевите синови бараат еден од десно да седи, а еден од лево. Тоа се најпочесните места после челото. Првото почесно место е од десната страна, второто почесно место е прв од левата страна. Меѓутоа, Христос ги укорува зошто го бара тоа. Ќе речете, па како свети Јован Богослов тоа го бара? Оној кој го пишува Евангелието за Логосот, кој е толку длабок теолог, бара нешто во суштина кое покажува, ќе го покаже дека е несмирен човек. Но и треба да имаме во предвид дека сева ова случка се случува пред слегувањето на Светиот Дух на апостолите. После слегувањето на Светиот Дух нема можност Свети Јован да го постави во прашање, нема можност, не затоа што му забранил Духот Свети, туку затоа што е просветлен и оно што Христос му го кажува, му го потврдува Светиот Дух. А тоа е дека се ценат луѓето по службата што ја имаат. Тоа значи по служењето на луѓето, а не по тоа кој кое место ќе го има. Гледате, тоа и денеска, до ден денеска, 2000 години после Христовото воскресение, е престиж на некого да добие место повисоко, да биде почитуван од народот, ај да речам да прави што сака. Меѓутоа, Христос го установи своето царство на други темели. Министер, браќа и сестри, значи слуга. Зато се неговите зборови: сакаш да бидеш познат и почитуван народ, биди слуга. Ако служиш, народот ќе те почитува. Ако сакаш да бидеш владетел, тогаш ќе бара народ начин да те тргни од власта. Затоа што ние, колку да сакаме некој, колку да сме немоќни, да сакаме некој да не води, не сакаме некој да не угнетува. Вродена ни е слободата нас на луѓето и сакаме слободно да живееме. Ако сакаме слободно да живееме, ги почитуваме тие што служат, а не тие што владат. Затоа Христос и вели: ако сакаш да бидеш слуга, сосема друг начин на постоење одбираш. А тоа значи, на колку повеќе луѓе им служите, толку поголем сте. Колку помалку луѓе можете да обслужите, исто како овие келнерите што се по рестораните. Некој може да послужи многу луѓе, некој може да послужи еден или двајца, некојаш чекате ден на чорба со саати.
тоа значи дека службата им е лоша. А тогаш кога се оди по редот на службата, тогаш се оди како подмачкано. Да, ама и тогаш оној кој е началник на таа служба на служење, фактички е успешен затоа што многу луѓе може да ја послужи. Така, со други зборови, тоа им го вели Господ на апостолите. Сакате да бидете почитувани, бидете слуги, послужете му на народ. И затоа во црквата се е служење. Се вели владика кога ја ги има некаква власт во смисла, меѓутоа таа власт повеќе му доаѓа од почит заради службата. Тој служи. Се собираме сите и служиме. Не наредуваме, ама во таа служба има поредок, има начин како да сите учествуваме во службата. Браќи и сестри, што сака да ни каже Господ со ова кога им вели на апостолите, дека сакате да бидете големи, тогаш послужете им на другите. Само слугата во црквата ние имаме вредност, друга, може би друга, само слугата, односно некој послужува што поголем број на луѓе, тој има поголема почит. Инаку, ако сам човек се дрпа да стигне до власта, тогаш не заслужува почит, затоа што тој гледа само за себе, егоистички, гледа да си го наполни џебот, да не речеме да си наполни устата. Меѓутоа, ако сака да послужи на другите, невозможно е да се остане без залакот што го нудат и другите, затоа што ние христијаните сме толку на возвишено духовно ниво што знаеме тој што ни служи никогаш нема да го оставиме, тој да пати, тој да страда и да ни биде показ како се страда материјално. Невозможно е тоа. Но во овој свет има поинакви критериуми и гледате и правите споредба како е да се живее во црквата, како е да се живее надвор од црквата. Тие критериуми постојано треба да ги имаме во предвид и сега кога се собираме на ова божествено едноводство и кога сме дома и кога сме со пријатели, со било кого, да имаме предвид дека црквата нуди нешто што не може да го понуди овој свет. Односно, влијанието на црквата треба да биде и врз овој свет. Оттаму од влијанието на црквата, како што почнам да кажам, е зборот министер или служител, токму поврзан со ова евангелска перикопа. Министер е збор латински, кога западната црква на латински говорила повеќе, не на јазиците на Западна Европа на кои сега говори, и значи буквално служител. Ако би ние би го превеле како служител. Тоа сакав да би го спомнам, дека откаде произлегува зборот министер и на каква служба повикува кога некој сака да биде министер или служител. Повикува да ни биде слуга на сите. А што е поголем? Што поголем број послужи некој, тој поголем е во Царството Божјо. Така Господ им вели на апостолите. Ќе повторам уште еднаш, овој настан се случува пред слегувањето на Духот Свети.
после слегувањето на Духот Свети се им е јасно на апостолите. Не треба ова да се дообјаснува. Меѓутоа пред тоа изгледа чудно, ама вистинито. Еден од најголемите апостоли, ако не и најголем, Свети Јован, му го поставува тоа прашање на Христа, да седам од десно или да седам од лево. Не е беззначајно тоа, меѓутоа Христос му одговори: чекај, не е мое да ги определувам сега местата. Отецот мој ќе му го даде местото на оној кој заслужува. Што значи дека тоа место од десно или од лево, можеби ќе го земи некој сега што не изгледа безимен, ама Отец го приготвува за него зашто го знае срцето негово. Знае дека тој е достоен да седи од десна или од лева страна на некого. Тоа е важно да го имаме во предвид. Важно е секогаш да имаме предвид дека службата Божја е служба за сите вас. Во суштина, кој затоа Господ не го покажа Христос. Не го покажа некој друг пат да се сомневаме или да мислиме дали е вака или онака. Господ дојде, се понижи себе си, беше распнат заради нас и воскресна. И ни го испрати Духот Свети. Што друго да ни направи, што друго да ни каже? Тоа е цело потполно спасение за нас луѓето. Затоа е важно и ние да се вклучиме во тоа спасение на светот. Односно да бидеме една честичка од тоа спасение. А ако Господ ни помогне, тогаш сигурно ќе имаме некој од местата на трпезата негова. Можеби нема да бидеме први од десно, можеби нема да бидеме први од лево, ама што е битно, каде ќе бидеме, важно да бидеме на трпезата. Еден голем владика кој сега е прогласен за светител, а на овие простори бил владика во Охрид, Свети Николај Охридски Жички, вели: нека ме бидам во рајот, па макар и на крајот. Значи, последен да биде во трпезата, на трпезата, ама да бидам, да седам на трпезата. Тоа е важно да го имаме како предвид секогаш. Секогаш да имаме чувство за тоа дека ние сме жители на рајот, уште од сега. Сме или треба да бидеме, ама тоа е скоро исто. Ако си дадеме задача дека треба да бидеме, тоа е исто како да постануваме жители уште сега, зашто имаме одговорност за тоа, да се биде жител на рајот, да се биде на трпезата Господова. Има и одговорност, не само придобивка некоја. Не може било како на трпезата, ајде да се радмавтуваш како дете, или не знам да го фрлаш приборот за јадење. Не, туку треба да бидеш учтив, културен. Тоа треба да го внимаваме во нашиот живот. Да бидеме учтиви, да бидеме културни и да господариме правилно во нашиот живот. Господ нека ни даде на сите нас милост и нека не умудри да го дочекаме крајот на оваа света четиредесетница и да ни даде воскресение и живот вечен.